Општините од регионот мора да размислуваат за заедничка противпожарна стратегија. Последното искуство покажа дека при големи непогоди противпожарните единици самостојно не можат да излезат на крај. Освен ова, ниту една од општините нема соодветни противпожарни ресурси, а опремувањето е скапо за сите. Треба една средба на ниво на плански регион да се направи една стратегија како понатаму ќе се инвестира и како ќе се развиват територијалните противпожарни единици. Затоа што не е во ред да ги трупаме возилата од за иста намена на гасење, например, за урбано подрачје, во сите градови да имаме куп возила. Значи мора да направиме некоја стратегија како ќе можеме да си помагаме и да одговараме во вакви ситуации. Оваа идеја Илиев ја предлага да биде стратегија на источниот плански регион, пошто противпожарните активности би се координирале од еден центар, од зависност од потребата, но лекцијата научена од летните пожари ја истакна потребата од возобновување на доброволните противпожарни друштва, како први помагатели на професионалните противпожарни единици. Во Кочани, според Илиев, оваа иницијатива ги има направено првите чекори. Оно што го научивме од овој проблем, од овие пожари, тоа дека ни треба доброволно противпожарно друштво кој во вакви ситуации обучено, спремно ќе тргне напред и ќе помага на територијалната противпожарна единица и секако со другото место на население поорганизирано ќе се справуваме со ваквите појави. Размислувањето на кочанскиот градоначалник е добро и за други градоначалници, кои сметаат дека на овој начин општините со помалку пари ќе бидат поефикасни во справувањето со пожарите и други непогоди. Секако дека ова е добра идеја која што треба да ја разговараме, да ја дискутираме на седниците на Источно-плански регион, односно да делуваме од еден заеднички центар, а покрај овие урбани возила кои што ги имаме во секоја општина, треба да се набават и теренски возила, односно за гасење на пожар. Така да ќе бидеме поекспедитивни, од еден команден центар треба да се постава. Во старт даваме поддршка, ако се земе во обзир дека општина Карбенци по број на жители е некаде околу 5000 жители, меѓутоа по територија е некаде околу 23 квадратни километри, претежно ридско-планинска, значи во овој момент на нас самото искуство ни покажува дека треба да имаме мали возила, брзи, мобилни